Војнот на конј е дел од подготовката за смена на името, пишува Владимир Костовски. Поставувањето на споменикот веднаш по изборната победа на ВМРО ДПМН не е случајно. Споменикот одамна беше готов во Фиренца. Се чекаше изборната победа за да може да се изврши квалитетна подготовка за смена на името што ќе уследи на есен. По предвремените избори на 5 јуни во Македонија се случија неколку работи околу кои се крена и се уште се крева прашина. Првата е убиството на Мартин Нешковски, кое се случи ноќта за време на прославата на победата на десната банда. Потоа во текот на денот следуваше апсењето на Љубе Бошковски поради наместена злоупотреба на пари на изборната кампања. Потоа следуваше реактуализација на Пајажина поради започнувањето на судскиот процес. Пред неколку дена, вест на денот која тоа не престанува да биде, е носењето на деловите од споменикот на Александар Македонски и неговото составување на плоштадот Македонија под привременото име, што би рекол Геровски, воин на конј. Некако во исто време или за целото време по 5 јуни, мегафоните на деснава банда, на кои со нескриено задоволство им се приклучи и Владо Бучковски, не го симнуваат прашањето за барање оставка од Бранко Црвенковски поради загубените избори. Има и други посилни настани, се разбира, но овие се главните. И како такви имаат ист именител, ист елемент по кој ние ги препознаваме. Сите овие настани се очигледно и недвосмислено сведоштво за состојбата со демократијата во Македонија, за која пишувавме во минатата колумна, но за која ќе пишуваме постојано додека сме живи и здрави. Демократијата е опасна за бандите. Сите споменати настани покажуваат очајна состојба на демократијата, на демократските процеси во Македонија, што пак според нас е основната и првичната причина зашто ние и по 20 години се уште сме далеку од Европската Унија и НАТО. Се друго што се споменува како причина од геостратегија на големите играчи на светската сцена, до спорот со Грција се има споредно или второстепено, третостепено, четвртостепено значење. Пардон, тука има едно појаснување. Недостигот од демократски процеси не е паднат од небо или некој генетски фелер на македонците и на Македонија. Тоа е директен производ на политичките елити банди и на главните носители на политичкиот живот во Македонија. Само ним и единствено ним, заедно со нивните духовни или актуелни протежеа во Белград и во Атина, им одговара недемократска Македонија, држава со едва основни почитувања на основните човекови права и слободи, а некогаш или често ниту толку и држава во која народот, тоест гласачите, ќе се држат во зависна економска позиција од самата власт. Ваква политичка елита, ваквите банди не сакаат влез во ЕУ. Тие не сакаат да се во тој клуб, оти колку и да е дволична заедницата, колку да има внатрешни проблеми, сепак тоа е заедница на демократски држави, каде владеат многу повисоки стандарди за почитување на човековите права и слободи, за владењето на пазарот или пазарната економија, а особено за заштита на човековата околина и јавното здравје. Ете затоа, бандите што управуваат со земјава 20 години, од петни жили се трудат да не држат што подалеку од ЕУ, зашто само така можат да управуваат без отчетност и одговорност. Зашто само така можат да владеат корумпирано и да го поддржуваат организираниот криминал и белосветските мафии кои имаат своји ќели во Македонија. Под наводници посебен извештај. Сето тоа, како што рековме, се гледа од споменатите случаи како на рентген снимка, како инаку ако сме во ЕУ, например,
иако важат високите стандарди за одговорност и почитување на јавноста, ќе си дозволи актуелната десна банда да ја лаже така безочно јавноста околу околностите за убиството на Мартин Нешковски. Ако Македонија е во ЕУ, например, не ќе може да се случи на деснава банда да поднесе посебен извештај до јавното обвинителство за околностите околу одговорноста на под наводници евентуално други инволвирани лица во случајот. Посебен извештај за неупатените е еден фин, стар инструмент на МВР кој се употребува кога не сака да се реши делото, односно кога сака да се забошотат работите. Само да ве подсетиме, посебен извештај до обвинителството беше поднесен во случајот со Ален Зекиров, телохранителот и човекот за посебни задачи на братучетот на Груевски Сашо Мијалков. Наместо кривична пријава за тешки дела во сообраќајот, кои резултираа со смрт на недолжниот велосипедист на Партизанска, Зекиров доби посебен извештај од МВР, пошто еве го и по повеќе од една година слободно се ја извршува задачата да го штити Мијалков, а во слободно време се курчи со нови бесни мотори и коли низ скопските популарни кафетерии. Така и во случајот со Нешковски. Ете, затоа бандиве не сакаат во ЕУ. Зашто таму, ако ништо друго, јавноста ќе ги растргне за вакво нешто. Наместо тоа, тука безобразно, преку своите медиуми, преку проститутките како Латас и Ивона, но и многу други, што испливаа на површина, се обидуваат не само да го забошатат случајот, ами безобразно и да го разбијат секое барање за одговорност и за расветлување. Скандалозно и сосема далеко од каква било демократска процедура или стандард е обидот на бандиве да ги разбијат децата што протестираат веќе 2 недели со нивно квалификување, оцрнување, блатење по медиуми, а конечно од вчера, откако видоа дека не им успева, се обидоа и со директна закана за собирање пред споменикот на мајка Тереза, оти правеле ѓубре. Слична јадна состојба со човековите права и демократијата покажаа и другите случаи. Љубе го апсат со наместен полициски агент, провокатор, јавно и пред камери, само ден по изборите. Велија и компанија се уште ги држат во притвор, иако судскиот процес веќе започна. Бранко и покрај тоа што губи 5 избори поред, нема абер да даде оставка од партијата. Човекот имал мисија, ќе останел се додека не ги симнел од власт Груевски и ВМРО ДПМНЕ, односно ненародниот режим, иако овие добија преку 400.000 гласови на изборите. Која црна мисија, кои бакрачи? Од мисиите на БЦ страв да ве фати. Оти кога тој ќе си додели мисија, знајте дека Македонија не ја чека ништо друго. Слично од аспект на демократските стандарди и почитувањето на човековите права, може да се каже и за веста на денот, споменикот на Александар Македонски, односно воин на конј, како што лицемерно му измислија привремено име, демек да сме ги заебале они од Европа и грците. На овој случај ќе се задржиме малку повеќе, оти мислиме дека неговото поставување во овој момент не е случајно. Но, само од аспект на демократијата би споменале дека такво гломазно преуредување на центарот на главен град, кое башка чини и толку многу пари, без оглед што знаеме дека огромен дел од потрошените пари се всушност испрани. Во демократските земји не може да мине без широка јавна дебата на сите граѓани и сите еснавски структури во државата, а многу често или најчесто за такво нешто се распишува референдум.
Па макар и само за Скопје, иако бидејќи Скопје е главен град, референдум по правило треба да се распише на територијата на цела Македонија. Но како што рековме, тоа се стандарди во демократии, тоа се стандарди во ЕУ, каде не сакале, иако ние, види мајката, сме исполниле сите услови, а тие не сакале. Поради грчиштата, се знае, инаку ние сме си окей. Александар ќе си го имаме, име ќе немаме. А сега малку за споменикот воин на конј. Име ќе немаме. А сега малку за споменикот воин на конј. Колку недостоинствено, колку селска и троштина, колку понижување на сопствениот народ. Демек морало вака, за да сме го избегнале одиумот од страна на меѓународниот фактор и од страна на Грција. Но, ако малку ги проанализираме елементите околу привременото име на споменикот, а особено околу моментот на поставувањето, ќе дојдеме до можен одговор дека тоа не е случајно и дека сепак е поврзано со името на државата. Имено, неколку пати пишувавме, а бандеве, особено деснава, неколку пати ни потврдија преку јавни изјави и самопризнание дека годинава ќе го смени името на државава преку компромисно решение со Грција. Тоа што Дневник се обидува да ве залаже дека кризата во Грција ги потопила преговорите за името, тоа е чиста заебанција со здравиот ум. Веста еметувана во предизборната кампања, која не беше демантирана ниту од Грција, ниту од Македонија, е дека братучедите на Груевски, преговарајќи за продажбата на Елем, преговарали за името, е вест која го потврдува напредокот во изнаоѓањето компромисно или, ако сакате повеќе, достоинствено решение за името. Покрај тоа, немојте да заборавате дека и левата и деснава банда во предизборната кампања дојдоа до изненадувачка согласност и околу Елем, со идентичен став и околу името, така што сега се заедно околу референдумското изјаснување. И конечно, не заборавајте дека во првите јавни обраќања по изборите и од страна на САД и од страна на ЕУ, покрај пофалбата за мирно спроведените избори, не велат фер, не велат демократски, туку мирни избори. Демек, немало крв, што само по себе говори колку ни е цена демократијата, но нагласија моментумот, кој бил многу поволен за да се реши прашањето со името. Зошто тие во тој момент би ја ставили Грција, која нели само што не се распаднала, ако не знаат нешто повеќе од она што се случува под маса? Зашто ние, обичните смртници, немаме право да знаеме? Токму затоа што тие знаат се, односно знаат дека деснава банда, левата одамна се изјасни, е подготвена да го смени името со цел да продолжи да владее уште известно време. Во неформални разговори, ова ни го потврдиле и упатени луѓе, кои дури споменуваат и договор на влијателни представници на меѓународната со лидершипот на деснава банда. А за да се подсети деснава банда на договорот, од време на време ќе се пушти некоја депеша од Викиликс, онака сосема случајно во даден чувствителен тајминг. Тука одлично се вклопува и несудениот Александар Македонски, односно воинот на конј. Неговото носење во Скопје на се уште недовршена платформа и составувањето кое ќе трае со недели не е курчење на ВМРО ДПМНЕ со победата и бахато манифестирање на апсолутна моќ. Тоа направено така за да се фати тајмингот. Имено смената на името е предвидена за наесен. Ќе се сочека одлуката на судот во Хаг, која според бриферите од деснава банда треба да биде позитивна, но каква и да биде, таа ќе биде иницијалната каписла
за наоѓање достоинствено решение, кое, како што разбравме од досегашните јавни настапи на деснава банда, подразбираат да не сме го смениле уставот, јазикот, идентитетот. Споменикот тука треба да биде оној елемент кој сега треба да иницира кревање на тензија, а подоцна треба да биде меблем на отворена рана. Демек, гордоста ќе ни биде зачувана од тиете и покрај противењето на грците и меѓународната, ние си го имаме Александар во Скопје. Да, токму така. Александар треба да биде заштитник на деснава банда и левата од бесот што го чувствува народот при секој обид да се смени името по барање на Грција. Ние веројатно за подома ќе си останеме Република Македонија. За понадвор јебига. Не се можело поинаку ако сме сакале во ЕУ и НАТО. Ќе мораме да прифатиме нешто. Северна, Вардарска, Горна, било што. Ама тоа само за понадвор ќе било. За подома ќе си го имаме воинот, кој кога свечено ќе го пуштат да јава на 8 септември, може би ќе го крстат Александар Велики, се разбира не македонски. Покрај со него ќе можеме да се тешиме и со татко му, чие име се наоѓа на градскиот стадион во Скопје, па со автопатот, па со аеродромот, па оној воин со копје во Прилеп ли беше и така натаму. Името ќе го немаме, ама затоа ќе си ги имаме спомениците и бандиве кои без око да им трепне ќе се запишат во долгата предавничка листа од историјата на Македонија. За повеќе информации за нашиот комитет, посетете го нашиот вебсайт cd-macedonia.com, односно cd-macedonia.com, каде што ќе можете да прочитате повеќе за нас, а исто така и да оставите ваша донација. Понатаму можете да не следите на интернет порталот kotle.ca, kotle.ca, или на Facebook на профилот Групација Дисиденти. До следното слушање, бидете поздравени наши сонародници македонци.